Ало, ве молам колеги за концентрација малку. На денешнава седница ќе треба да избереме модел на капа. Зошто капа? Заради тоа што сите знаете, изминаа првите 100 дена од нашата успешна работа. Направивме многу реформи, направивме комоција една за граѓаните и денеска ќе треба да избереме модел на капа, која што ќе може да си ја накриеме во наредните 3 и кусур години и, ако дај Господ, и за понатаму. Првиот модел е од најновата колекција на Victoria's Secret. Тоа е шлем, а гледате, го има во повеќе бои. Од Victoria's Secret, за тоа што кога го носите, никој не може ни да претпостави што ви се мота во глава. Гледате, тој предноста на овој модел е тоа што ве прави потврдоглави, може да се иде со глава низ зид, а со самото тоа и ќе ве направи поотпорни на критиките на јавноста, медиумите и на опозицијата. Недостаток на овој модел е, за жал, тоа што оваа капа не може да се накриви. Се надевам дека ви се допадна првиот модел. Сега веднаш ќе ви го представам и вториот модел. Тоа е една новина, на некој начин еволуција во шапкарството, во шеширите. Тој модел е Stetson, или понашки шешир каубојски, кој што го носел Вајат Ерб и други каубојци, затоа колегата ќе ви ги наброи поконкретно. А тука е и Док Холидеј, човек кој е волео жене, пиче, коцку и правду. А очи су му сиеле као врхови монтане у поларној ночи. Затворен цитат. Македонија, кој што има говеда, такви нема нигде. Браво! Вие може да бидете у Европа, Тексас. А за да станеме див запад, вакви шешири најдобро одат со коњи. Конј мешета Абе, море, горе, овој шерифов кој ништо бараше, конј кај? мешета горе, доле, горе, доле. Море, дишо, дај му го моримте букетов на овега, бе. Букетов дај му го на овега, како го викаш? Добро, мајче, добро, ке му го дај. А пошто мене ме викаат секаде, бевне на свадба и го фатив Бидермајерот. Фала. Абе, кај се овие со шешириве, да не видите, thank you. А сега ве молам, ќе ви го представам последниот модел на капа. Тоа е една капа која има шанси да биде прогласена за капа ди тути капи. Како што знаете, овој модел на капа во последниве 10 на 15 години ги освои сите пазари кај нас и на Балканот и има тенденција да ги освои пазарите во соседните земји. Еве се гледа тука и по знамињата, нивните амбиции се да ги освојат и пазарите Европа, Америка и така натаму. Баш се чудим. Како запнуваат овие за говедарство? Но овоа небо македонско, говеда да има. Кој? Македонче? Овца. Ништо друго. Овца. Треба само да го тинтраш, да му даваш да јаде, да пие, да се весели. 100 дена, ништо више. И после можеш да го шишеш, да го музеш. Што сакаш можеш да му правиш. А вие запнале, мисло така се прави, ќе види малку урда и ќе прави бачило. За бачило треба искуство, за бачило треба људи, ти требаат пријатели. Без пријатели ништо. Али најважно од све, треба да има овци. Ај, чао. Еј, види, мислам дека за овај изборот на капа ди тути капи треба да се одлучите за изборот на шлем, за да не ви падне некоја глупост на памет. Thank you very much.